Се враќаме во студиото на 1ТВ. До нас е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добар ден. Добар ден, прво да изразиме сочувство до семејствата на жртвите во вчерашната автобуска несреќа, каде што стварно висок број на жртви имаше во таа автобуска, односно сообраќај на несреќа, и некако бидејќи се вестите од светот само се наметнува и прашањето околу бројот на жртвите во светски размери на сообраќајните несреќи, и при тоа ова како повод сакав да подсетам дека сообраќајните несреќи, жртвите во сообраќајот се сметат како чума на 21 век, и оној податок кој можеби сите го игнорираме кога е светскиот ден на жртвите на светски ден на Обединетите нации прогласен на жртвите во сообраќајот, тоа е 15 ноември, во третата недела од 15 ноември, кога тоа е во помен на сите жртви. Како еден податок сакам да кажам дека во светот најголем број на жртви нема меѓу луѓето, значи нема ниту во војните, нема ниту во болестите, ниту во природните катастрофи, туку најголем број на жртвите во светот е од сообраќајните несреќи. Така да уште еднаш би сакал да апелирам до сите, па и до самиот себе, се разбира, за многу поодговорно учество во сообраќајот, бидејќи тој не станува рутина секојдневна и не обраќаме внимание за тоа колку е опасно и колку секое влегување во сообраќај си потенцијална жртва. Да, во овој термин секако гледачите секој ден имаат можност да те слушнат со анализата на вестите од регионот и светот, па јас себе би почнал со регионот. Еди Рама и Албанија, таму повторно се случи инцидент во албанското собрание. Потпредседателот на опозициона Демократска партија на Албанија, при говорот на премиерот Еди Рама, влезе, му приде практично на Рама и го испрска со шприц со непозната течност, при што беше нападнат на некој начин премиерот на Албанија. Веднаш обезбедувањето реагираше, го отстранија пратеникот. После се покажа дека течноста е некоја хемикалија, но не се објавува каква и што е, но по снимките може да се види дека премиерот е добар, значи не е отруен, изгорен или нешто, но самиот чин предизвика уште еднашка внимание на светската јавност, би се чини, но и фактот дека има голема нервоза во парламентите во светот, па и на Балканот. Инаку сакам да подсетам дека ова не е прв напад на премиерот Еди Рама. Тој беше нападнат пред 1 или 2 години со јајца, исто така од опозицијата, што само укажува каква е политичката клима конкретно во Албанија, но и во политичката свест. Политичката свест, но и климата. Сепак ќе кажам дека ние сме гледале по парламентите ни светот и тепачки, сме гледале и интервенција на полиција, но сепак нервозата е некако голема, така да се надевам дека овие немили настани нема многу често да ги гледаме. Да, инаку на настанот присуствуваше и председателот на Македонското собрание Талат Џафери баш во моментот кога се случи незгодата. Добро, она што е последно е дека тензиите се смирени, не останува снимка што може да ја видат гледачите како настан. Сега од тука, значи од балканските случувања се селиме малце подалеку во Америка, односно Венецуела повторно во фокусот на светските случувања. Што точно се случува еве таму? Па фокусот е отприлика вака. Американскиот председател Доналд Трамп повтори дека не исклучува војната интервенција врз Венецуела. Од друга страна, Русија ги обвини Соединетите американски држави дека прават раздор внатре во армијата на Венецуела, со обид да ги подкупат тамошните генерали кои се корумпирани, кои имаат огромни бизниси од режимот на Мадуро. Сега американците велат доколку вие го предадете Мадуро и го поддржите нашиот кандидат Гуидо, сите бизниси кои ги имате ќе ви останат и понатаму, и целата моќ и позициите кои ги имате ќе ви останат. Дополнително, како на некој начин ветување дојде од Американскиот конгрес, кој му вети на опозицијата на Венецуела и на Мадуро дека доколку дојдат на власт, сите долгови кои ги има Венецуела, тоа се огромни долгови, ми се чини околу 40 милиарди долари долг кон Русија, ќе ги плати Америка, односно Соединетите американски држави, за да не биде Венецуела во иднина должна и да се чувствува должна кон Русија. Но она што мене ми е интересно и можеби многу малку можеме да видиме по
медиумите е податокот кој го изнесе амбасадорот на Венецуела во Москва. Тој имено денеска излезе и го обвини Канвас, односно Отпор, тоа е движење на српско движење на Срđа Поповиќ, познато по се вели како граѓанско движење кое ги обучува лидерите во светот, односно луѓето во светот за мирни револуции. Значи го обвини Канвас, српскиот Канвас, односно Отпор и Срđа Поповиќ, дека они стојат за сите овие протести, дека сето ова што се случува во Венецуела е во нивна режија. Венецуеланскиот амбасадор изјави дека Мадуро уште пред 10 години по налог на ЦИА бил на обука во Отпор, во Белград, каде што се подготвувал, што дополнително кажува дека ова што се случува во Венецуела е планирано долги години. Инаку сакам да потсетам дека Срđа Поповиќ и Отпор и Канвас се движење кое се формираше веднаш по падот на режимот на Милошевиќ на 5 октомври 2000 година, кога и самиот придонесе за уривање на режимот, подоцна беше ангажиран во протестите во Грузија 2008, беше во оние мајдански настани во Киев 2014 година, на кои бевме сведоци колку имаше крв и борби. И сите поголеми протести на светот ги организираат токму тие. Особено интересно што се вмешани во Венецуела во време кога српската држава и Србија и официјален Белград изјавија дека го поддржуваат Мадуро, а не Гуидо, што дополнително дава на некој начин тежина дека сите настани во светот повторно доаѓаат некако од овој регион. Да, Дејан, имаме уште 2 минути на располагање. Последната тема која што ќе обработиме е конференцијата во Варшава за Блискиот Исток. Соединетите американски држави и Израел повикуваат на воена интервенција врз Иран. Да, и самиот генерален секретар, државен секретар на Соединетите американски држави Помпео, а и премиерот на Израел Нетањаху не крија и кога рекоа дека единствено решение за мирот на Блискиот Исток е војна интервенција врз Иран, мал оксиморон, за да дојде до мир треба да има војна. Подолго време се подготвуваат американците со помош на Израел да изведат војна интервенција врз Иран. Иран се смета за една од најголемите закани за еврејската држава, потаму и заинтересираноста на Израел. Од друга страна, Соединетите американски држави го сакаат Иран, бидејќи таму сакаат да падне актуелниот режим во Иран, бидејќи тој е дојден преку исламската револуција во 1979 година, но поврзаноста на Иран и Венецуела би била отприлика дека ако Венецуела е земја со најголеми нафтени резерви, Иран е сигурно една од земите со најголеми резерви на земен газ. И оттаму и мотивот на Трамповата администрација да има влијание, освен во Венецуела, да има во Иран, така би ги држале сите енергенци. Јас само една слободна анализа ќе кажам и размислување дека малце ми наликува се во ова на 2001 година, кога тогашната Бушова администрација, исто така републиканска, изведе првин воена инвазија врз Авганистан, а малку подоцна и врз Ирак, што покажа дека Соединетите американски држави имаат волја и капацитети да влезат во две војни отворени, така да ово ми наликува дека можеби Трамп во обид се да си го спаси рейтингот и мандатот, не исклучува можноста да ја нападне и Венецуела и Иран и така да се обиде да добие еден дел од светските нафтени и енергетски резерви, така да може понатаму да биде, нели, Соединетите американски држави натаму доминантна сила во светот. Да, Дејан, ти благодарам за анализата на најактуелните вести од светот. Почитувани гледачи, како што знаете, денешните информативни изданија на 1 ТВ се генерално посветени на трагичната сообраќајна несреќа која што се случи вчера. Јас пред да се одјавам само би прочитал дека сопственикот на БМ Медија Груп Бојан Јовановски на својот Facebook профил соопшти дека компанијата ќе им обезбеди сместување на семејствата на лицата кои настрадаа во вчерашната сообраќајна несреќа и кои што се на лекување во Скопје, истакнувајќи дека ќе добијат еднократна парична помош, но и сместување на сите оние кои што им е потребно. Тука го затвораме овој блок. Останете со програмата на 1 ТВ, следуваат вестите со колегата Александар Петрески.